Денеска е Рамазан, денот кога верниците по 29-дневниот пост одат на утринска молитва, а потем семејно се собираат во своите домови. Ние пред малку ги завршивме нашите обреди кои што требаше да бидеме во џамија. Овие обреди ги извршуваат машките, одат најпрво сабајле во 5 за сабајлешната молитва, а потоа во 6:30 го завршивме и бајрам намаз кој што имаше огромен број на луѓе. И тука луѓето се беа сплотени еден со друг, значи тоа се заврши. Што потоа налага Куранот? И потоа ние имаме обичај да се оде во своите куќи и таму да се, најпрво да се поздрават со своите најблиски, да си честитаат со своите најблиски, а потоа обичај да се оде кај постарите, да им се бакне рака, децата одат од куќа во куќа, собираат бомбончиња, собираат пари, и го слават Рамазан Бајрам на најдобар можен начин, а со тоа ние ја доживуваме најдобрата радост која што ни ја дава Господ како награда после постот од 29 дена. Рамазан е еден од 5 столба на исламот. Останатите се верата, молитвите, поклонението и давањето милостина. Тоа е месец на добрина, милост, љубов и простување. Верувањата се дека кога ќе дојде празникот, портите на џенетот, односно рајот, се отвараат, портите на џехенем, пеколот, се затвараат. Муслиманите сметаат дека Рамазан на секој дом му носи полни раце дарови, милост, благодат и проштевање. Куранот вели дека Рамазан има 4 димензии: духовна, морална, солидарна и здравствена.